Јазовец пред ВМРО-вски преки суд. Значи ова е невидено до сега, чисто да знае јавноста. Значи се прави обид за брутална саботажа на легитимен процес на свикување надзорни расправи. Имено во петокот, да знае јавноста, во петокот добив допис во надвор од работно време од председателот дека тој побарал од вас да свикате оваа седница која патем речено ја узурпирате и неделовнички ја водите, затоа што се извинувам, изгасете ми го времето пошто тензија ми прави, немам 10 минути по кој член. Обуштете се, времето е само за евиденција, не го гледајте часовникот. Во ред. Значи добивам известување, односно барање мислење пратено од Африм Гаши, каде што колку сте тука подпишани, една дузина луѓе, се асли ВМРО-вци, вика дека има спорни прашања, пазете, во надзорна расправа, која што е нов пратенички инструмент, стрикно опозицијски, како што е и опозицијското поставување пратенички прашања, каде што они имале спорни прашања, дека била неформално преку Вибер комуникација свикан состанок и дека не доставил председателот покана со дневен ред, председателот на постојаната анкетна, а тоа сум јас. Значи, спорни правни прашања, како беше на хаштагот, се само во главите на ВМРО-вците. Значи, нема ништо спорно во свикувањето на оваа комисија. Ајде, одиме со ред. Значи, како почнува комисијата? Почнува со барање за одржување на задолжителна надзорна расправа, кое што е доставено на 30 јануари од страна на 20 пратеника, во случајов опозицијски. И сега што е тука кваката? Кваката е што ВМРО-вците се обидуваат сега да изедначат стар правен институт со нов правен институт, а тоа е овој, новиов, бидејќи тоа бил духот, или како викате вие, духчињата на вашиот Жан Моне процес. Се приметило, еве тука има луѓе кои учествуваа во Жан Моне, можат подоцна да се инспирираат да земат збор. Значи, интенцијата била дека токму ВМРО-вците тогаш се жалеле дека се игнорирани и за да не бидат игнорирани, идната опозиција со 15 пратеника може да свика облигаторна надзорна расправа за одредена тема од јавен интерес. И токму тоа сега го прави опозицијата, но сега улогите се обратни. Значи сега вие сте власт, а опозиција се други партии и доаѓаме до моментот на цвикање. Цвикаме ние и сега се обидуваме преку креативни толкувања. 9 луѓе во комисијава, 5 луѓе да им стават вето преку некое си мислење, квази некакво си, на овие 20 подпишани за надзорна расправа. Ниту се видело, ниту се чуло. Значи, интенцијата ви е, и тоа пазете што правите, тоа го правите на премиер, кажано со задоволство ќе дојдам, на вашиот Христијан Мицковски кажа, на Тони Јаровски, на онаа група на зелени пратеници еко, како се вика, за животна средина, лоби група на што е интерпартиска и интерпарламентарна, и тој кажа во јавно, и после вие пресметавте дека тој процес ви е political costly, и сега, ќе ретерираме, ај во фазава ќе дигнеме ручна. Не бива така. Не знам кои ви се советодавциве, меѓутоа овој процес вас ви е многу повеќе political costly отколку регуларниот процес, на кој што патем речено, јас покажав бонафиде пристап, јас покажав добра волја да вие како властелински пратеници доставите список и тие луѓе ќе ви беа поканети. Вие одбравте да се курчите, да бойкотирате, да не доаѓате. Ќе ве молам, не дојдовте, колега Апасиев. Не дојдовте. Колеги пратеници, колега Апасиев, ќе ве молам. Класичното Ќе ве молам.
Колега Пасиев, ќе ве молам. Колега Пасиев. Колеги пратеници. Колеги пратеници. Колега Пасиев. Колега Пасиев. Колега Пасиев. Може ќе има расправа, Колега може Пасиев. ќе нема расправа. Колега Пасиев. Джам свиткавте. И сега Колега Пасиев. правно ќе не надминувате. Колега Пасиев ве молам. Као да Води сте ја вашиот рабаджија, говор. а не професор по Колега право. И Пасиев. сега вие ќе ми толкувате Колега како Пасиев. требало, што требало. Значи, Колега Пасиев, исклучен ми е микрофонот, ќе ве молам да се Не слушаме. ми е исклучен. Вашиот говор оди на јавниот сервис. нека оди на Ќе ве јавен молам, сервис и ќе треба и ќе ве оваа молам, надзорна оди на оди јавниот сервис, има гледачи кои што треба да Ај ги сега да почитуваме, видиме, ај ќе сега ве да молам видиме. да внимавате на говорот. Најдете соодветен субститут. Ако не можете, ќе изработиме, Добро. ако треба и Ај, некоја оставете водлука. ме председателе да продолжам сега. Продолжете слободно. Само Ај. ќе ве молам со вокабулар. Се прифаќа забелешка. Значи, што е суштината помеѓу едното и едниот и другиот институт? Допред да го донесеме новиот деловник, имало само еден тип на надзорна расправа, а тоа е по иницијатива на член на матично работно тело. И така се одржувале. Арно ама, бидејќи во сите комисии власта има мнозинство, се измислил друг институт. Еве ги луѓево што го правеле деловникот, ќе ги кажат после, а тоа е дека по барање на 15 пратеници нема сакам не икам. Туку мора да одржите надзорна расправа. И тоа го побарале 20 пратеници од мене. Меѓу кои Миле Левков, јас не сум во потпишаните како ти што си за оваа. И кадија те тужи и кадија те суди. Значи јас не сум во тие 20 потпишани, луѓево се обратиле до мене како председател на постојана анкетна комисија. И да биде појасно за јавноста, таа е супракомисија. Таа е над сите супер комисија, над сите ваши комисии. Зошто? Не ви одговара, а зошто е над сите? Оти Бране Петрушевски толку разбира, бране. Значи, зошто е над сите? Затоа што само таа комисија е предвидена во Уставов. Вашите комисии, меѓу кои оваа на Миле Левков квази судскава, е предвидена, види, не во закон, бране, во одлука е предвидена. Мојата во Устав, друже, е предвидена. Значи, мојата е... Еве сега, дај ми го Уставот, ќе ти кажам. Собранието формира постојана анкетна комисија. Еве сега дај ми го Уставот, ќе ти кажам. Значи, прочитај го членот за собранието, формира постојана анкетна комисија. Значи, таа е задолжителна. Само оваа комисија е задолжителна. И оваа комисија е над вашите квази комисии. Над вашите вакви квази судски. Над сите, да. Значи, Уставна комисија е единствено оваа и никоја друга. Значи, Уставотворецот преку Уставот ја предвидел. Вашите се со одлука. Денес се, утре не се. 21 била, еве, фала, 76. Еве го, член 76. Не го зема в Уставот, мислев дека сте го прочитале, ама вие сте боси по право, така. Еве го, член 76, став 4. Ајде. Еве го, член 76, став 4. Они ме праша... Они ме прашаа да кажам... Ще еднаш ве замолувам да го прилагодите вашиот вокабулар за Еве го председател. собранието. Еве, во меѓувреме дојде и председателот, ви благодарам председателе на присуството за од прва рака материјалната расправа само што започна, до сега беа процедурите да ви упатиме интро да ви дадеме. Значи сега ја утврдуваме статусот и надлежноста на постојаната анкетна комисија. Значи, за разлика од сите ваши комисии, кои не се ниту со закон основани, туку се основани со одлука на собрание, кој денес може да се 21 комисија, утре може да се 15 комисии, како што ги правите министерствата. Оваа моја комисија кај што јас преседавам и која што свативте дека сте правно надмудрени, е основана со Уставот. Еве и председател да сту. Член 76 став 4 вели: Собранието основа постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот. Толку не пишува Собранието основа комисија за култура, комисија за ова, не, само ова ја пишува. Значи само оваа комисија има уставен статус. Откако го утврдивме тоа правно прашање, дека оваа комисија е над сите ваши комисии, сега одиме со другото правно
прашање, инаку председателе спориме за спорните правни прашања, кои што во суштина ќе видите дека воопшто не се спорни, затоа што јас, за разлика од моите колеги други од левица, правно ќе елаборирам, а вие можете политички потоа да дискутирате. Бидејќи правен е овој процес, ова е инквизиција, како во среден век. 5 пратеника поништуваат одлука на 20 пратеника. Утре може да ви текне, ние 20 да предложиме председателски кандидат, 20 опозицијски пратеника и вие да речете, не ми се свиѓа кандидатов, не ми се свиѓа, ај ќе го поништиме преку креативно толкување и преку... Се извинувам, дај направете ми услови да кликнете таму. Колеги пратеници, ќе ве молам да не го узnemирате. Нема никаква тензија, само право. Ајде сега да видиме што е, значи има две спорни во дописот од кои што вие сте побарале од спикерот. Првото е вели, неформално известување сте добиле вие преку Вибер комуникација за координативен состанок на 6 февруари. Арно, ама ова во правото се вика нецелосно утврдена фактичка состојба. Еве го и Сали Мурати влезе, инаку он го доби председателот Гаши пред Уставен суд за спречување на правото на политичко дејствување. Не знам дали знаете, тоа е прв случај каде што поранешниот уставен судија Сали Мурати го доби спикерот Африм Гаши пред Уставен суд. Јас се надевам дека нема да се дрзнете да одите до крајност, па да јас да бидам вториот што ќе ве добие и затоа ја свикуваме ова правна експликација. Ајде сега да видиме. Што сега вие сте скриле тука? Значи вие сте скриле дека покрај неформалната, каде што јас како председател, тргнувајќи од претходните искуства, каде што бонафиде пристап, бидејќи во мојот кабинет има место за 6 луѓе само, сме се координирале по еден представник, ништо тајно, по еден представник од секоја пратеничка група. Кога беше шетањето, Арно ви беше тогаш во Шведска, кога ве пративме преку едниот што дојде. Тогаш дојде Пеката, после тоа не знам кои други дојде, а сега го викнав Игор Здравковски. Океј, сум го викнал. Да, ти ме одби за да не шеташ. Значи, кога беше за шетање, не правите ваков проблем, дека било неформално. Сега ви текна. Арно, ама, бидејќи јас не сум рабаджија, туку сум универзитетски професор по право, јас следното, немам никаде шетано, јас следното што го направив е дека покрај оваа неформална, јас одржав by the book формална координација. Еве ви го доказот за формалната координација. Значи, број 17 цртичка 570 крос 3 на 6 февруари ги викам сите членови и заменици на комисијата да дојдат на 7 во петок во сала 10 со почеток во 10 часот. Еве ја поканата заверена преку архива. На сите поединечно на биро ви е испратена поканата. Немојте да лажете во записот во списот ваш дека само неформален постоел. Ајде да видиме понатаму. Следен доказ. Евидентен лист од присуство на состанок на 7.2. на овој закажаниот, формално, каде што сите by the book сте поканети. Дошол Димитар Апасиев, стаферот на комисијата, Сашко Јанчев, заменик на председателот, Сали Мурати и Фатмир Битики. Зошто вие, Весна Бендевска, не дојдовте на тој состанок? Зошто вие, Александар Велјановски, Миле Левков, Ангелинка Петкова, Петар Ристевски, Бране Петрушевски, Рашела Мизрахи, Игор Здравковски, Салим Сулеймани, Фериде Хаджиу, Јованка Тренчевска, од нив имало представи Горан Мисовски, Илир и Сали Мурат. Зошто вие не дојдовте на тој состанок? Тоа е исто како спикерот секој понеделник закажува состаноци и сега Борислав Крмов не му оди. И кој е кабает? Спикерот што свикал или Борислав што не му оди? Значи вие, бојкотирачите, се обидувате да минирате процес. Не можете да го минирате. Незапирлив е процесот. Ајде сега да видиме наредно. Значи, од таа координација, под архивски број 17 цртичка 570 крос 4 од 7 во петокот, доставувам до вас писмено преку архива на биро, да имате. И викаме, почитувани членови, согласно координацијата, утврдуваме дека краен рок за предлагање на гости, вие вторник,
11, значи некако Миле од петок за понеделник. Еве, јас сум бил посрдечен од Миле, па од петок за вторник сум ви дал. Така? Од петок за вторник, викам до крај на работно време, до мене како председател на постојана анкетна комисија, доставете ми кој сакате, значи сосема бона фиде пристап, кој да го пишете, ќе го поканиме. И што се случува? Јас добивам, значи ви доставив и урнек, ви го направив лично и персонално урнек како да изгледа листата да биде унифицирана. Вие не доставувате, доставува Оливер Спасовски во име на пратеничката група на СДСМ и доставува Саша Јанчев во име на пратеничката група на Левица. Вие сваќате дека со бојкотирање не можете да го сопрете процесов бидејќи е легитимен и почнувате да се жалите. Не било во согласност. Второто на што вие спорите, дека е спорно, вика членот 126 став 4 не е испочитуван и не доставил покана за седница со предлог на дневен ред. Исто така лага. Еве го доказот дека писмено преку архива, не само до вас, до сите VIP кои што по протокол се канат, тоа си го работа стаферите, не е моја работа, но е испочитувано, значи официјална покана за втора седница, која што е ставена на сајт, во која што претходно се координира со спикерот, дали е слободно, бидејќи има лек специјалис одредби за оваа постојана. Зошто има бране? Зошто е супер комисија. Има специјални одредби дека само оваа комисија како пленумот иде директно in life, значи и за буџет. Значи само тие комисии. Сега, барањето од 20 пратеници, јас доставувам покана за присуство и учество со реден број, еве ви го редниот број, значи покана за присуство, зна веќе закажена известување и тоа се е запазено, некако Миле Левков 5 дена не ни остава, се е запазено на 25-ти, затоа што имам 15 дена, тоа ми е задолжение како председател, го одбираме последниот ден за баш поради тоа да имате време да предложите и доаѓаме до тоа дека јас ви доставувам покана, известување и покана за присуство. Подреден број 17/708/1. Значи, сосема друга нумерација имаат, не ни знам како се. Значи, вика, почитувани до вас, поименично на сите, дека ќе се одржи тогаш и тогаш, да дојдете. Бујрумте на 25 дојдете. Значи, што е вашето? Не сум, јас, демек, малициозно и тенденциозно, не сум ви доставил дневен ред. Па тоа е дневниот ред. Една точка на дневен ред. Ајде да видиме до сега како било случајот. Еве ви компаративна пракса. До сега во минатиот мандат ние одржавме, бидејќи ние сме втор мандат, ние одржавме 2 надзорни расправи. Тоа беше 2020 година, кога вашиот сегашен министер за надворешни работи Тимчо Муцунски, во својство на тогашен председател на Комисијата за финансирање и буџет, одржува надзорна расправа за Евростандард банката. Тоа е на 13 ноември 2020 година, еве го и записникот и стенограмските белешки. Потоа, во 2023 година, на 3 февруари, овој период, значи, Сонја Мираковска, во својство на председател на Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците, одржува надзорна расправа за оние луѓе фантоми што ги викавме за бездржавјанствата, еве ги и записник и стенограмски белешки, и претходно, во тој претходниот мандат, каде што некој од нас биле, некој од нас не биле пратеници, има еден записник за одржана надзорна расправа на Комисија за култура. Тоа е непосредно 2018 година, некаде мај месец, за статусот на УНЕСКО Роберт Алагјозовски, гледам го викале, значи имате записник и од тоа. Значи, во сите 3 случаи, компаративна пракса ви е ова. Немате ниту една каде што имате усвојување на дневен ред. Туку директно тогашните председатели отпочнуваат со викање на гостите. Каков дневен ред да ви доставам, побогу? Сум ви доставил дека на 25 ќе има надзорна расправа. А за типот на надзорната расправа, и тоа да го објасниме. По стариот деловник имаше една надзорна расправа, по иницијатива на член на матично тело, каде што изискуваше одлука на самото матично тело. И така се правени. Во овој нов деловник, ставот 5 на членот 214,
предвидува нов институт, сосема нов, креиран во Жан Моне, како што се опозицијските пратенички прашања, сосема нов, кој не постоел. И вели, доколку 15 пратеници во писмена форма бараат преку спикерот до председател на работно тело, тогаш председателот на работното тело, тоа сум јас во случајот, е должен веднаш да свика нејзино одржување. Значи не да свика усвојување на дневен ред. Не. Тоа почитување е ставот 2. Тоа е стариот институт. Еве го ставот 2. Председателот на матичното тело е должен иницијативата, ако некој од вас побарал од мене да се одржи надзорна расправа на некоја тема, јас сум должен, видите, писмено ќе побара, вика да ја стави како прва точка на дневниот ред на првата. Значи, тоа е стариот институт, каде што да, некој ќе побара, еве на пример Саша Јанчев ќе побара од мене, јас ве свикувам комисијата и ја ставаме на гласање. Тоа е тој што си постоеш. Овој новиот, ова барањето од минимум 15 пратеници го заменува гласањето за дневниот ред, бидејќи во спротивно ќе се доведеме во ситуација да 8 или 5 пратеника имаат повеќе право од 15, 20, 30 пратеника. И токму поради тоа е постапено во согласно со процедурите. И токму поради тоа еве ви 3 надзорни расправи каде што нема гласање за дневен ред. Од тука спорните прашања се само во главите на ВМРО-вците. Не постојат спорни прашања. Дури и сега ви кажувам отворена волја. Сега да ми доставите гости, истите ќе бидат поканети промптно, еве го и Стаферот тука, уште денес ќе бидат поканети. Но не, ви одите на нож, вие не почитувате бонафиде пристав, вие не почитувате отвореност, добра волја, затоа што таква ви е наравта, си леџиска, се на ачик, се на нож да факет. Значи, од тука целата процедура е запазена и го ставате во незгодно спикерот да му донесете мислење некое си негативно, каде што од 9 души 5 ќе гласате дека ова е спротивно на материјални докази, спротивно на архивски броеви, спротивно на се, дека ова е нелегално и дека спикерот треба, не знам што ќе му предложите, еве кажете вие што ќе му предложите, спикерот што да прави сега. И го доведувате во ситуација он да потпише нешто, не знам што е тоа, и јас како почитуваниот уставен судија поранешен Сали Мурати да речам, мене деловникот ме обврзува да свикам, но спикерот не ми дава. И да го тужам пред уставен суд и да речам по интердиктна постапка ми оневозможува политичко действување во рамки на парламент, а мене тие 20 пратеника позади себе имаат по 10.000 граѓани. Значи колку голем број на легитимитет е тоа. 20 пратеника можат председател да... Значи, вие 5 души ќе се ставите во ситуација над тие, доведувајќи го спикерот во незгодна позиција да утре треба он да се објаснува, како Талјат Џафери што се објаснуваше за иницијативата за референдум, па тој да биде таму јазовец пред суд, како што сум јас денес пред вас, јазовец пред суд. Ете, тоа се правните аргументи и почитувајќи го времето на спикерот, бидејќи испадна коректен и дојде од прва рака да ја слушне материјалната расправа, без нашите процедурални забелешки на почетокот, мислам дека ситуацијата е кристално јасна. Од тука, јас тука ќе завршам, задржувајќи си го правото да ви реплицирам доколку, тоест контрареплика, доколку имате реплика, или пак повторно да се пријавам за збор доколку такво нешто се појави како потребно.